претежно се работи нели рачна масажа, се работи со рацете. Тука нели постои едно верување дека самите лица со оштетен вид сетилото за допир, за слух им е поразвиено. Овде работам скоро 9 години. Исто така и мојот сопруг, кој што се имаме запознаено уште од многу одамна, уште да речем од мала возраст, пошто учевме заедно во училиштето Димитар Влахов. Потоа нели завршивме средно образование, тука се вработивме во исто време речиси и си работиме заедно. Воедно сме и колеги. Во Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација сум вработена скоро 15 години. Основно и средно образование заврши во Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов. Завршив 2011, 2 години бев невработен и 2013 не викна тука да стажираме, нели, мора да стажираш за да добиеш диплома за работа. Кога завршивме со стажирање 2 години скоро бевме со стажирање после волонтирање и ни дадоа 2015 решение. Значи фактички 8 години сум тука со стаж. Мојот клас бевме тројца што беа запишани на четворица, се извинувам, на оваа струка. Имавме среќа затоа што ние бевме првата генерација, нели, како што напоменав, што заврши во тоа училиште како физиотерапевтски техничари, и тој период имаше самата болница имаше потреба од вработување на лица со оштетен вид, односно нели како масери. И навистина беше краток периодот додека чекав да најдам работа. Беше околу некаде, не знам, околу 6 месеци чекање за да се вработам. Ние ги земаме најдобрите ученици скоро секоја година и како ни доаѓаат луѓе за менување за во пензија кога одат, ние превземаме нови ученици од таму. Таму имаат предмет, значи, медицинска рехабилитација, масажа конкретно, заради развиеноста на тактилниот дел од сензорниот апарат, тие се, пошто мора да си го надокнадат она што им фали во видот, тие со допирот де факто многу помагаат на овие пациенти кои што имаат потреба од таа терапија. Така да буквално и самите пациенти ги бараат нив за да ја спроведат таа медицинска рехабилитација конкретно. Ние што сме масери тука, колеги, сите сме од исто школа завршени, се знаеме веќе од мале деца и се сложуваме, немаме никаков проблем, заедно се договараме за смени, за одмори. Веќе скоро идат исти пациенти цело време тука и не знаат и немаме никакви проблеми, имаме позитивни зборови од пациентите, задоволни се од нас и не бараат само нас тука кои ќе дојдат. Пожално е нели да има ново вработување на масери, бидејќи стварно има голем дел од деца кои што се завршени, нели во Димитар Влахов кои што очекуваат работа, а воедно имаме и потреба тука од вработување на нови масери како би биле нели и пациентите по услужени, позадоволни од нас, а и самите ние нели да немаме толков терет кои што сме тука веќе вработени. Постара болницава подолго време не е реновирано. Тука работиме у соба без природна светлина, нема прозори, пред тоа бевме у друга соба. Поради земјотрес се не преместија тука, беше испукана таа просторија. И тука сме веќе долго време, едно 5-6 години сигурно. Па треба
природна светлина, нема прозори, нема просторија, наверојатно и затоа не ставија тука. Бидејќи тука секогаш на смена сме најмалку двајца. Со тоа што имаме деца и на пракса кои што доаѓаат секојдневно, стажанти и кога ќе земеме во предвид сите нели тие присутни и пациентите плюс, тука навистина имаме недостаток на проветрување, значи потребна и природна светлина. Така да тоа е најосновен услов нели во една просторија за масажа да има прозор за проветрување, потоа природна светлина и така натаму. И се надевам искрено дека во иднина нели ќе се изнајде некакво решение да се реши барем тој проблем. Сега планирано е за следните година и пол-две да запослиме уште тројца, слабовиди или слепи лица. Така да традицијата ќе ја задржам јас, пошто сега од неодамна сум директор на оваа установа и се надевам дека Министерството за финансии ќе најде слух да ни одобри средства за нови вработувања. А има потреба плюс заводот од успари универзитетска клиника сме веќе за нови вработувања да се прошири одделот за медицинска рехабилитација. Така да ние спрема општеството сме отворени и за лица со такви потреби.